Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес преку прес алармираат за наводен криминал спреман од страна на ВМРО-ДПМН во висина од 2 милиарди евра за проектот Коридор 10. ВМРО-ДПМН пак изнесоа дека секогаш кога СДС на власт, знамето, јазикот, идентитетот и државните позиции се на продажба. Денеска СДСМ алармира за сериозен сомнеж за криминал од огромни размери, што се подготвува од владата предводена од ВМРО-ДПМН. Пред очите на јавноста се одвива уште еден проект без план, без документација, без јасни рокови, но со веќе позната цена од 2 милиарди евра. За пругата на Коридорот 10, која најави Мицкоски, не постои ниту еден лист хартија, но веќе се знае колку ќе чини. Ако нема проект, ако нема студија, ако нема анализа на трасата, како се дојде до бројката од 2 милиарди евра? Кој и врз основа на што ја пресметал? Одговорот, почитувани, се наметнува сам. Се пресметува провизијата, а не трошокот. Секогаш кога СДС е на власт, државните позиции се на продажба. Првин Заев, потоа Ковачевски, а сега и Филипче го распродаваат националниот идентитет како на пазар. СДС секогаш гледа на националните интереси како на средство преку кое доаѓаат на власт. СДС сменија име, знаме, устав. И секогаш пред да го направат предавството, се колнеа дека нема да го направат тоа. По патот на Заев и Ковачевски сега оди и оваа СДС со Филипче, кој од сред Атина јако дошеше Македонија. Мотивите на Филипче се јасни. Тој не сака Македонија да оди во ЕУ, туку Филипче сака на патот кон ЕУ да ги распродава националните интереси за да краде.